Екипата на Лешок продолжува со одличните игри во првата машка одбојкарска лига на Македонија. Тетовските одбојкари успеа да забележат тешка, но многу значајна победа на гостувањето во Штип против Студентот 3:2. Лешок го освои првиот сет со 25:15, додека домашните во Златија со 25:20 во вториот. Екипата на Лешок повторно дојде во водство во третиот сет со 25:16, но домашните изамнија на 2:2, откако го освоија четвртиот сет со 25:21. Сепак во последниот одлучувачки сет, одбојкарите на Лешок беа поуспешни со 15:10, за конечна победа на овој надпревар. Екипата на Лирија загуби со максимални 3:0 на гостувањето против Скопски Вардар, откако ги загуби првите два сета со идентични 25:17, додека третиот сет заврши со минимални 25:23 за домашните. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати: Пробишти Борец 3:1 и Шутова Струмица 0:3. Табелата после завршувањето на есенскиот дел изгледа вака: Струмица и Пробиштип се на делба на првата позиција со по 18 поени. Вардар е трет со 12, додека Борец е четврти со 11 бодови. Екипата на Лешок есенскиот дел го заврши на петтото место со 10 поени. Следуваат Шутова со 8, Студент со 4 и Лирија е последна без бодови. Во женската одбојкарска лига на Македонија екипата на Универзитет Тетово забележа победа од 3:1 на гостувањето во Штип против Студент. Првиот сет им припада на домашните одбојкарки со минимални 29:27. Во продолжение на надпреварот следуваше комплетен пресврт на тетовските одбојкарки, кои ги добија следните три сета со 25:21, 27:25 и 25:22. Одбојкарките на Бамикор беа поразени на домашен терен од Македонија Макс со минимални 3:2. Првиот сет им припада на гостинките од Струмица со 26:24. Следуваат два сета кои завршија во корис на Бамикор со 25:13 и 25:18. Сепак четвртиот и петтиот сет им припаднаа на одбојкарките на Македонија Макс со 25:22 и 15:13 за конечни 3:2. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати: Јанта Волеј Наковски Волеј 3:1 и Пелистер СВСК 0:3. Табелата после есенскиот дел изгледа вака: Јанта Волеј е на првото место со 20 поени, два повеќе од СВСК од Куманово. Македонија Макс е трета со 14 бодови, додека Универзитет Тетово е четврти со 11 поени. Следуваат Студент со 9, Наковски Волеј со 6, Бамикор е седми со 5 бодови, додека Пелистер е последен со само 1 поен. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска го заврши настапот на ITF Фјучерсот во Дубај, уште во првото квалификацијско коло. Нашата тенисерка изненадувачки беше поразена во првото коло од Агнес Букта од Унгарија со 2:1. Првиот сет и припада на унгарската тенисерка со 7:5, додека Ѓорчевска возврати со 6:1 во вториот сет. Сепак третиот и одлучувачки сет и припадна на Букта со 7:5, со што нашата тенисерка многу рано го заврши настапот на турнирот вреден $100,000. Следна активност за Лина Ѓорчевска ќе биде настапот на турнирот во Анкара, Турција.